Колешке Туфекджи, че јас се согласувам со 90% од вашата реплика. Мислам да ги не сватив како реплика. Вие зборувате за предизборие. Па јас не го правам дневниот ред на седницава. Јас не го правам, вашиот. Вие човекот што го избравте господинот овдека, тој го прави дневниот ред на седниците во собрание, се извинувам. Вие зборувате за стратегија, а сте во друштво на партија или на коалиција која све почитува, ама стратегија нити има, а кога ќе направи, не ја почитува. Значи, ве молам, јас ќе ви кажам пример, 2005 СДСМ донесе концепција за развој на образование, вие ја знаете, така? Во таа концепција една од битните работи со која се согласивме заедно, ние како тогашна опозиција беше да има екстерна евалуација или екстерна проверка на знаењата на учениците и достигнувањата. Така беше? И според таа стратегија ние почитувавме. И според извештаите на ОЕЦД и Светска банка, ние се обидовме да направиме екстерно оценување. Имаше грешки, технички, нетехнички, суштински, несуштински, не навлегувам во тоа. Во ред. Што направивте вие? Вашата стратегија ја покаживте. Вие дојдовте, прва точка на ова собрание беше нова владеачка гарнитура да го кине екстерно оценување. Сега да седнеме со вас, не лично со вас, но со вашата гарнитура во која што се да правиме стратегија од државен интерес во однос на образование. Мислам дека е безсмислено. За да те подсетам дека